Според еден од непознатите светски дизајнери, Том Форд, вистинските джентлмени секогаш треба да го даваат најдоброто од себе, бидејќи така даваат почитување кон луѓето во околината. Според него, треба да се има желба, треба да се работи и треба да се придонесува во светот. Во денешното издание на Джентлмен магазин имаме можност да разговараме со човекот кој даде најголем придонес во најголемата радост на Македонија. Селекторе, би сакал да не воведете во светот на фудбалот, но од една друга страна. Радоста која ни ја донесовте на Македонија и на нас, македонските граѓани, се уште е присутна. Покрај македонските фудбалери, секако клучната улога имат и вие, како селектор на македонската репрезентација. Што за вас представува овој успех? Како го доживувате учеството на Европското првенство? Најнапред поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодарам за поканата за учество. Што представува? Представува стварување на многу сништа. Детски, возрастни. Сите сонуваа Македонија да ја видат на едно големо надпреварување во фудбал. И јас како дел од тимот, од репрезентацијата која успеа да го оствари тој сон на сите граѓани на Македонија, сум среќен што бев составен дел од тимот, што го поминував секој момент со тие момци кои го донесува, можам да кажам, еден од најголемите успеси и радости за нашата држава. Вашата кариера започна како фудбалер. Кој беше патот до селекторската позиција на македонската репрезентација? Па можам да кажам за себе дека цел живот сум во фудбалот. Почнав многу на рана возраст, од 16 години, 4 месеци веќе во Македонија Ѓорче Петров, клубот, како фудбалер. За да после завршувањето на кариерата стапам на позиција спортски директор во фудбалскиот клуб Работнички. Тоа е 2008 година, каде што 2013-2014 сезоната ја преземав и тренерската улога. Се задржав уште 2 години на таа позиција и од 2015 година сум селектор на фудбалската репрезентација на Македонија. Вие, како вистински джентлмен, давате многу од себе. Успеавте на некој начин да внесете посебна хемија помеѓу играчите. Кој е најдобриот совет кој го имате дадено на нашите фудбалери? Па видете, 5 години е голем период и имаше доста и разговори, и совети, и критики, позитивни и негативни. Така да од овој агол сега е навистина тешко да се издвои некоја на кога веќе морам да го направам тоа. Мојот совет беше дека фудбалските репрезентативци мора први да покажат респект спрема дресот на македонската фудбалска репрезентација, за да им покажеме на останата јавност дека ние го респектираме тој дрес и кога тоа ќе го види јавноста, тогаш да ја очекуваме нивната поддршка. Среќен сум што тоа успеа, што за време од 5 години немаше никаков ексцес, никакво нарушување на атмосферата, напротив, работевме во една навистина прекрасна атмосфера, во една атмосфера во која е задоволство да се работи и на крајот ни го донесе тој, посакуван резултат. Джентлменот секогаш ги прифаќа поразите и ги прима критиките. Би секако дека се радува на своите успеси. Секако, критиките се составен дел од мојата професија и јас работам јавна функција и секој може да изнесе критика, дали е тоа позитивна или негативна, нормално тоа оставам на тој што изнесува критиката и без никаков проблем ги прифаќам тие критики, така да свесен сум што носи оваа позиција која извршувам и нема никаков проблем во поглед на тоа. Потребни се одредени карактеристики, навики, манири за да биде еден човек успешен. Што е она што го прави Мрме успешен? Па малце во тешка ситуација е да зборувате сам за себе и тоа го избегнувам да го правам, тоа оставам другите да го кажат, но
пред се нели кога ќе ги достигнете врвните резултати во нешто што ви е професија, а сето тоа било без никаква нели дамка во водењето до достигнувањето на тие резултати, и тие резултати не може да бидат избришани од никого. На теренот вашиот стил е на високо ниво. Во слободно време, кој стил обожавате? Кежуал или елегантниот стил? По повеќе го обожавам кежуал стилот, затоа што нели согласно и обврските сакам да го применам тој стил на облекување, и нормално дека елегантниот стил го користам само во пригоди каде што е потребен тој елегантен стил, и ги комбинирам и двата, но веќе кога ме прашувате го преферирам кежуал стилот. Исто така, голема карактеристика на джентлмен е кога джентлменот се радува на успехот на другиот маж. Дали кај нас добивте честитки искрени од другите спортски работници? Секако. Добив многу честитки и од спортски работници, и од пријатели, и од нели познаници, и луѓе кои се од разни сфери во државата, и сето тоа покажува само колкав голем успех сме направиле, зашто морам да напоменам тука дека најзаслужни за тој успех се фудбалерите со кои работам. Кој е вашето мислење, дали овој историски успех на нашиот македонски фудбал повеќе не зближи или не раздвои? Па мислам дека повеќе не зближи, затоа што кога ја видов радоста на нашиот народ на улица со гордо кренати македонски знамиња, тогаш свативме само колкава радост причинивме на нашиот народ, и таму мислам дека немаше обележја ни од ниедна политичка партија, немаше обележја од ниедна национална припадност, него сите заедно го славеа тој успех, впрочем како и онака како што ние живеевме во репрезентацијата. Ние во репрезентацијата воопшто не интересира кој од каква етничка припадност, живееме како едно семејство, како браќа, и сето тоа сум среќен што го видов и кај нашиот народ за време на прославата после надпреварот. Джентлменот е отворен за нови идеи, прима критики и секогаш признава порази. Кога веќе влеговме во светот на фудбалот, но од една поинаква страна, ајде да видиме кои се најпознатите светски менаџери кои имаат најдобар стил на облекување. Секогаш на ниво, постојано во центарот на вниманието, и амбасадори на најпознатите модни брендови. Првиот, со кој што ќе ја започнеме оваа листа, е Пеп Гвардиола. Стилот на темпераментниот Пеп е нешто што се подобрува од година во година. Често го гледаме во различни модни комбинации, но едноставно секој стил перфектно му стои. Без разлика дали носи сив или црн костум, дали носи блуза или ролка во комбинација со панталони, или пак е неформален со фармерки и патики, Пеп не греши во неговиот моден избор. Следниот на нашата листа е легендарниот Зинедин Зидан. Покрај импресивната кариера како фудбалер, тој успеа за многу кратко време да се издвои како еден од најдобрите фудбалски менаџери во светот. Самиот вели дека е голем љубител на модата, а тоа можете и вие да го забележите. Кога и да се појави на теренот, импресионира со неговата смиреност и елеганција. Во неговата кариера досега бил бренд, амбасадор на доста познати модни брендови. Често го гледаме во класични модни комбинации, креирани од капут, костум и вратоврска. Не сака многу да експериментира со боите и омилени му се црната, сивата и морнарско-сината. Третиот на нашата листа е специјалниот Жозе Мориньо, португалецот кој што го промени светот на фудбалот преку неговата поинаква идеологија. Покрај неговите квалитети како менаџер, тој секогаш во очите на најголемите модни критичари. Познат е по неговата способност да го сврти целото внимание кон себе каде и да се појави.
Важи во јавноста за перфекционист, а доказ за тоа е неговиот беспрекорен стил. Фудбалските менаџери во Англија пред околу 15 години често беа облечени во тренерки и класични старомодни костуми. Но со појавата на Мориньо во Англија, работите брзо почнаа да се менуваат. Елегантен капут и добро скроен костум беа парчињата без кои Мориньо не се појавуваше на терен. Тој секогаш одбира класични модни парчиња во класични и неутрални бои. Мориньо е пример за бизнис стил. Дури и да не сте некој љубител на фудбалот, едноставно има многу работи да научите за стилот од Жозе Мориньо. Во светот имате безброј познанства, како фудбалери, така и селектори. Кој од селекторите би сте ги издвоиле како вистински джентлмени? Па да, работата, професијата ми понуди можност да запознам доста селектори, колеги нели од репрезентации кои водат европски, светски национални тимови. И еве, кога веќе морам некого да издвојам, тоа секако е Златко Далич. Значи господинот Далич кој нели Хрватска ја однесе до второто место на светското првенство, но покрај резултатите морам да кажам дека има навистина однесување кое е за пример и за останатите селектори. И надвор од теренот. И надвор од теренот, така да бидејќи сум имал можност да се дружиме нели во оние моменти кога се предвидени за семинари, за анализи на преварите организирани од УЕФА и од ФИФА, така да еве него би го издвоил како еден пример. Како он гледа на македонскиот фудбал, на квалитетот на македонските фудбалери? Па гледа доста позитивно затоа што нели ние сме две сосема блиски земји кои добро се меѓусебно се познаваме и можам да кажам само дека во честитките за пласманот на европско првенство што ми ги упати кажа дека навистина е пресреќен што конечно и Македонија ќе игра на едно европско првенство и дека еве посакува и да се сретнеме на европското првенство во некоја подмината Во некоја наредна фаза. Да. Токму по тоа ќе го препознаеме вистинскиот джентлмен, кога искрено и недвосмислено ќе честита за вистинскиот успех на противникот. Секако кога честитките доаѓаат од такви личности, тогаш уште повеќе нели ви станува јасно што сте направили. Имате искуство и на теренот. Кој од фудбалерите кои ги имате сретнато ви оставил впечаток со својата харизма, со своето однесување во теренот и надвор од теренот? Па мислам дека нели како што кажав на почетокот на разговорот дека скоро целиот мој живот е во фудбалот и многу и сум имал лично можност да ги запознам, но и преку нели телевизиските екрани или на одреден дел на надпревари. Една личност како фудбалер што ми оставил посебен впечаток е Предраг Мијатовиќ. Фудбалер кој нели настапуваше за Реал Мадрид. После завршувањето на играчката кариера беше и спортски директор на Реал Мадрид. Не влезе во тие тренерски води, него нели во спортскиот сегмент на клубот и кога еден клуб како Реал Мадрид ќе ве постави за спортски директор на клубот, тогаш веќе станува јасно дека сте комплетна личност и дека покрај тоа што сте го постигнале на теренот го вреднуваат и тоа што го правите надвор од терен. Да. Оваа година ја добивте наградата Маж на годината за 2020 година од организаторите на Джентлмен магазин. Што представува оваа награда за вас? Представува една огромна сатисфакција и во оваа прилика се заблагодарувам на организаторите што ете нели токму мене ме избра да бидам Маж на годината, но јас кажав и на самиот чин на доделување дека за да бидете избран треба позади вас да стојат успешен тим. Целиот тим, така да најзаслужни за оваа награда се фудбалерите со кои работа, мојот стручен штаб и сите асистенти кои се дел од репрезентацијата и тука исто така морам да кажам дека најзаслужни е и моето семејство
сопругата Тања, моите дечиња Лука, Луна и Леа кои безрезервно ме поддржуваат во се што работам. Како македонските фудбалери ги прифатија наградите, особено Горан Пандев кој ја освои наградата Маж на годината за 2020 година. Може ли да споделите некоја импресија? Секако. Но најпрво морам да кажам едно големо благодарам во името на Горан затоа што сосема заслужено ја понесе наградата Маж на годината и сум среќен поради него. Исто така и благодарност за наградата што ја доби фудбалската репрезентација за посебен придонес во спортот, но за да јас и Горан ги добиеме овие награди, треба да работите со мажишта, да го употребам тој термин, така да сите тој епитет го давам на сите што се во македонската репрезентација и мислам дека и тие се среќни што еве добиваме признание од вас, од вашиот магазин и Со оглед на вашето богато искуство, исто така богато животно искуство, кои вредности би ги одвоиле, кои би ги препорачале на наредните генерации, за да бидат вистински мажи, вистински джентлмени? Најнапред треба да најголема вредност што јас ја почитувам е честноста и искреност. И секогаш со говорникот без разлика кој е на спротивната страна, треба да се разговара честно и искрено и да се каже она што го мислиш, да си имаш свој став и тој да биде презентиран без разлика дали на некого тоа ќе му се допадне или не. Втората вредност е почит. Значи мора да го почитуваме тој што е од спротивната страна, без разлика дали нашиот соговорник е маж или припадничка на понежниот пол, така да тие две вредности мислам дека се на прво место, тие две вредности мислам дека се оние вредности кои се основни. Се некоја основа за понатаму. Секако треба да го додадеме и спортот. Младите да ги насочиме во спортот. Спортот како начин на живење, секако дека мора да биде составен дел од нашиот живот, затоа што преку спортот покрај што здраво живееме, правиме добро на нашиот организам, но и спортот исто така можност за градиме спортскиот дух, градење на спортскиот дух, за социализација со останатите, така да спортот мора да биде составен дел од нашиот живот. Джентлменот знае дека за она што вреди треба да се вложи труд. Како селектор на една репрезентација, не е едноставна работа. Треба да имате разбирање и квалитет кон фудбалерите, да ги разберете нивните проблеми, да ги разберете нивните расположенија. Колку во тој поглед сте строги кон нашите играчи? Добро, не би рекол строг, би рекол дека сакам да сум запознает со голем делот од проблемите. Од тие причини често знам и да отпатувам во клубовите каде што настапуваат нашите фудбалери. И покрај она задолжително да го одгледам над преварот, седнеме на вечера или на кафе. Кои 5 работи во текот на денот ви исполнуваат? Без кои 5 работи не можете во текот на денот? Секако на прво место тоа е моето семејство, како што напоменав сопругата Тања, моите дечиња Лука, Луна, Леа, кои се секогаш на прво место и ќе бидат на прво место. Потоа сакам да одвојам време за да испешачам на водно, затоа што некогаш треба човек и сам со себе да биде во својата тишина. Тука се исто така морам да кажам дека пријателите кои сакам да се слушнам, да искомуницирам, дали тоа е преку телефон сега во оваа ситуација или кога дозволува со нашето кафе познато да низ разговори, така да и на крај нормално ние професионални активности, ангажман, да проследам све што се случувало во текот на денот, дали некој наш репрезентативец имал настап, немал настап, значи како го одиграл, така да тие се 5 работи кои се секој дневие за мене. Која музика нашиот селектор слуша и во кои моменти? Дали кога е расположен или кога е оптеретен од секојдневието?
Искрено многу обожавам музика и секако вид на музика слушам, но секогаш ставам предност на нашата домашна македонска музика, затоа што мислам дека навистина имаме одлични со традиција музичари, без разлика дали се вокалисти, дали се инструменталисти, така да секако сакам да слушам нешто од Лепи Сол, од Владко Стефановски, Тоше Проески, Каролина Гочева, значи тоа Владко Лозановски сега да вие нели помладите и да не набројувам, да не испуштам некој, но сите тие се како нели дел од она што сакам да слушам. Да. Знаат нашите фудбалери да заиграат, кога се посебно расположени и радосни. Тоа оро кај нас предизвика посебна емоција. Сите сплотени, прегрнати, се славеше победата. Како вие тој момент го доживеавте? Па орото е дел од нашиот фолклор, од нашата традиција, препознатливо, нели, македонското оро и тоа е спонтано. Значи излезе и нешто што ние како народ го практикуваме на секоја наша веселба прослава, а моментот беше за славење, така да тоа ќе остане запаметено дека ете пласманот на Европско првенство сме го прославиле со едно оро на кое, како што кажавте, сите прегрнати го одигравме во огромна радост и нели во чест на сите во Македонија. Од сето ова искажаново можеме да заклучиме дека нашите фудбалери заедно со вас джентълменски ги понесувате поразите, джентълменски се радувате на победите, знаете да заиграте, знаете да ги разиграте нашите срца, во овие тмурни денови да донесете радост. Ви благодариме за овој успех. Знаете дека Джентълмен магазин ќе ги следи вашите успеси, вашата работа. Секогаш ќе ве носиме во нашите срца, а вие носете ја Македонија во вашите срца. А така на тој начин ќе бидеме едно срце. Јас само после овие убави зборови само можам да ви се заблагодарам и да кажам дека сите што сме во фудбалската репрезентација на Македонија, во срце си ја носиме Македонија со цел да ги израдуваме сите граѓани на Република Македонија без разлика на етничката, верската припадност и се надевам дека ќе им овозможиме уште поголеми радости. Ви благодарам на поканата и ви благодарам за... Бидете живи и здрави, во секој пораз и во секоја победа ќе бидеме заедно со вас. На здравје. Како во секој друг спорт, джентълменството е дел и од фудбалот. Потребна е многу напорна работа за да се биде успешен на врвно ниво. Но потребен е и силен карактер за да бидете почитувани од сите во фудбалскиот свет. Ова се великаните на играта, кои не само што го даваат најдоброто од себе секој пат кога ќе се појават на теренот, туку имаат и голем респект кон сите кои што се дел од оваа игра. Хавиер Занети е еден од најголемите имиња во историјата на фудбалот. Неговата кариера беше символ на доследност и професионализам што малкумина го имаат. Тој е еден од ретките играчи на кои им се восхитуваат дури и навивачите на противничките клубови. Аргентинецот никогаш не беше незадоволен и се погрижи неговиот фокус секогаш да биде насочен кон неговиот фудбал. Занети беше еден од оние неколку играчи, чиј имидж никогаш нема да биде нарушен. Вистински амбасадор на убавата игра. Едвин ван дер Сар е еден од најдобрите голмани во историјата на фудбалот. Покрај големиот број на признанија кои што тој ги има добиено во текот на неговата кариера, тој заработи почит како кај навивачите, така и од критичарите за неговото однесување на теренот. Смирен и сталожен човек кој никогаш не дозволил неговите емоции да надвладеат со него. Ако треба да издвоиме една легенда во фудбалот од редовите на Барселона, тоа е дефинитивно Чави. Тој беше технички совршен и беше архитект на играта на овој клуб. Тој се издвојуваше не само поради неговата умешност, туку и за однесувањето на теренот. Чави ја доби наградата за фер плей на Барселона неколку пати поред откако беше изгласан од навивачите.
Тие награди беа оправдани бидејќи Чави беше вистинскиот джентлмен на теренот. Многу малку играчи во фудбалот ја покажаа лојалноста што Рајан Гикс ја покажа кон Манчестер Юнајтед, а уште помалку имаат толку успех со еден клуб колку што имаше Велшанецот. Но Гикс беше познат и по професионалниот однос на теренот. Неговата дисциплинираност му донесе почит на соиграчите, но и на неговите противници. Да се биде доследен не само во перформансите, туку и во однос на ферплејот и почитта кон играта, потребно е многу воздржаност и моќ на волја. Гикс беше секако одличен пример за тие квалитети во неговите денови на игра. Андреа Пирло е име синоним за фудбалскиот свет. Неговата присебност на теренот беше навистина за почит. Пирло е познат и по неговиот карактер на теренот, исто колку и фудбалската способност. Ја игра играта со грациозност и без никаква врева. Неговата професионалност е воодушевена од многумина. Пирло е оној кој никогаш не го бара центарот на вниманието и го натера фудбал да зборува за него. Вистински джентлмен. Да се биде хуманист не е едноставна работа. За тоа треба да постојат одредени предуслови. Првенствено, срцето на човекот треба биде хумано. Воспитувањето, домашното воспитување треба да биде хумано. Кој е Али Февзи? Благодарам за поканата. Али Февзи е обичен човек, обичен граѓанин на нашата држава Македонија. Према джентлмен се гледа дека е хуман. За да бидеш джентлмен треба да бидеш првен хуман. Било за човек, било за миреничиње, било за што и за машко и за женско да е, ако си од срце добар хуман, исто да ти као да си джентлмен. И тоа е со наградата што станав джентлмен и маш на годината, ќе докаже тоа дека сум јас од се срце помагам и успевам во победата. Токму така, вие сте добитник на наградата Маж на годината според социјалните медиуми. Како го разбирате, како го сваќате тој чин? Дали представува нешто за вас? Ви дава ли некој подстрек, поттик за понатаму? Поттик ми дава да успеам, да не прекинам. Тоа го видов и со победата, со титулата што станав Маж на годината према социјалните мрежи. Им благодарам и сакам се повеќе како мене, како Али, како некој друг да е, да помогне, затоа што во нашата држава секакви луѓе има, а најбитно е што имат многу сиромаштија, што можеме да им се пружи рака на луѓето да се помогне. Затоа што луѓето со тоа што ја победив се докажа дека имаат верба во мене, имаат добро во мене и ја не се чувствувам како херој, но се чувствувам дека сум заблагодарен од луѓето. Дали Али Февзи ги донесе вистинските вредности од друга држава во Македонија? Дали ги почитуваат тие вредности одека кај нас? Дали може да се препознаат? Кои луѓе ги почитуваат тие навики? Значи, има еден збор од времето што е дека бешка школа, руски смер, тоа значи во Виена кога што го видов ја дека таму не гледат луѓето вера, нација, се помагаат еден на друг. Баш ќе кажам една емисија бев албанецот со србинот кога може да бидат брат, да се помагаат во бизнисот, да се помагаат во дружењето, пример кога ќе седне да јаде, да пие, имаат една мала метода на шала, пример ти си ваков, ти си така, ама не влегуваат до тоа да се навредуваат. Така. Затоа јас колку пати сум се враќал од Европа, гледам тука ќе доеш на граница веќе друг менталитет. Овој бил ваков, овој бил тој, нема помага на него, не е тој за нас, не е тој наш. Така јас сум сега во оваа ситуација, јас сега самиот молам на луѓето, не знам мене да ми помогнат, да помогнат на луѓето, јако прекинам со хуманитарноста, но затоа што ќе ми биде жал на 500 фамилии што сум помогнал, 160.000 што ме следат, имав евес на слика за роден денот мој. Јас сум на 11 октомври роден, околу 135.000 лајкови имав. Тоа значи ми дава гордост да терам со хуманитарноста. Поттик ми дава, а сега ако ме подржаваат, пак ќе кажам, институциите, бизнисмените, некои, мислам дека овој народ ќе гледа напред, да не гледа веќе назад, што било, како било, да знаат, да живеат. Кажете ми нешто повеќе за вашата хуманитарна организација, Биди Али. Ти кажам, Биди Али, ја сакав да отварам официјално хуманитарна организација Биди Али, затоа што јас
Тоа не дека да потикнам како биде али, тоа биде али, значи сакав да кажам дека да се Биди хуман. Точно, јас све разбирам, да. да гледаш, може да биде Не да се рекламирате сами у себе си, туку вашата хуманост. Мојот концепт беше да отворам хуманитарна организација, да помогнам. Но, кога немаш можности, реков, ќе бидам место да отворам хуманитарна организација, ќе се терам како хуманитарец. Мене ми е хоби да помогнам. Можда нема да биде сега официјално како што 2020 ова година, што помогнав на многу фамилии, на ден по 120 км правев со кола, станував у 7:30 до 10 навечер, не се враќав дома со извинување. Жена ми сакаше да ме остави колку пати, вика, не можам да издржам, вика, цел ден си вика, не те гледам никако. Ама луѓето ми бараат, што да правам, се до 2 сат не спиев, пишуваат, мене ми треба ова, мене ми треба тоа. Но, кажувам и самиот дека од готова вода, како што е чаша, да речеме, може да го испиеш и толку беше. Ја толку имав, толку, Так. значи затоа што ќе помагаме, а пак ќе заработам, значи занат си имам, бербер сум, ќе заработам, ако денеска 1000 или 1500 ќе направам можда од тие 50-60%, ќе подадам пак на луѓето, не можам да ги одбијам. Вие како вистински джентлмени имате најголемата особина што може да ја поседува еден човек. Тоа е хуманост. За хуманоста не може да дискутираме и да анализираме, или си хуман или не си. За крај, што би препорачале на луѓето, на оние институции кои можат, а не се дрзнуваат да помогнат, да се приклучат на вашата акција? Сега ќе кажам, значи, ја да се борев за сиромаштијата, ден денеса ќе се борам за сиромаштијата. Малку да тропнат. Даше и на председателот Пендаров му кажав дека институциите во министерствата, било владата, било државата, било кој, било опозиција и било друга партија, да тропнат на врата на луѓе да им видат што им треба. Не само кога ќе дојде на време на избори, да ги молат да гласаат. Затоа што видовме овие последните избори, скоро милиони нешто луѓе не испадна да гласаат. Не заради епидемија и претходните избори не излегуваат. Значи луѓето веќе разочарани се. Да најдат некој начин, некој метод да им се помогне на овој народ, затоа што ти работникот ако ти е гладен, нема сила, не можеш да просперираш во фирмата и во бизнисот. Затоа што еден работник кој ќе дојде измачен или нешто мисли со дома што ќе биде, како ќе плати сметки, како ќе плати ова, и муштеријата кога муштерија не е задоволен, тогаш и фирмата се затвара. Има една госпоѓа цел ден ми звони на телефон од Сингелич, нема струја дома, синот му е болен, има епилепсија, не може да издржи, ме моли да помогнеме. Јас сакам да помогнам, ама сумата 60.000 не може да го платаме како бербер. Една, два, три пати сакав да помогнам со... И вашите приходи се ограничени, немате можности. Јас на неколку сметки што објавував да се помогне, значи не кев да ги злоупотребам, не кев да се уложи за мене. Има луѓе што има социјално, где со социјалното он не може да добие ни 5 денари во своја сметка. Ако се добие 5 денари на некоја сметка, он се блокира сметката. Се надевам дека овој ваш апел ќе допре до вистинските адреси на Република Македонија. Ви благодарам што бевте наш гостин, испишавме една да бидам тука ваш страница Джентлмен магазин. Ви посакувам многу сила, снага да издржите до крај и да успеете во вашата замисла. Ви благодарам, дај Боже вие со години да терате. Благодарам. Секогаш трудете се да го дадете најдоброто од себе. Бидете дел од светот на джентлмените и наредната недела со Джентлмен магазин.